Ова зима дури 9 прволигаши замина на зимски подготовки во странство, само 3 остана да се подготвуваат дома. Подготовките влегуваат во самиот финиш, а екипите ќе одиграат уште една од 2 контролки пред стартот на пролетниот дел во првата македонска фудбалска лига. Вардар, Струга, Шкендија, Силекс, Тиквеш и Пелестер се подготвуваат во Турција, а Расими Башкими ја темпираа формата во Хрватска, додека пак Бреера Струмица беше во Грција, а пак Македонија Ѓорче Петров, Работнички Шкупи останаа дома. Во текот на вчерашниот ден, делот македонските прволигаши одиграа пријателски надпревари. Силекс ремизираше без голови против украинскиот тим Курдивка играјќи 0-0. Прволигашот Работнички со 1-2 загуби од второлигашот Шкендија Рачиново, а овие две екипи ќе се соочат и во четвртфиналето од Купот на Македонија. Тиквеш имаше минимална победа од 1-0 над Топтогул, тимот шампионатот на Киргистан. Во однос на трансферите кај прволигашите, Расими промовираше 2 нови заселувања. Се работи за Джелил Абдула, искусен дефанзивец кој доаѓа од редовите на прволигашот Македонија Ѓорче Петров, како и напаѓачот Фахат Бајо кој доаѓа на позајмица од Вардар. Абдул искусен фудбалер кој во македонскиот шампионат покрај Зелововиот Ѓорче беше дел и од Шкендија, со кој има и шампионска титула, настапуваше и за Евромилк од Горно Лисече, Ренова, Шкупи и Гостивар, а меѓународна кариера градеше во Холандија, Германија и Косово. Баје во Расими доаѓа на 6-месечна позајмица од Вардар. Тој е репрезентативец на Уганда, а покрај за екипи од родната земја беше дел од екипи од Занзибар, Израел, Чешка и Етиопија. Меѓу поактивните прволигаши со промоција нови играчи и Башкими кој последно го промовираше Никел Роналдо Ор, 24 годишен офанзивец, а тимот од Куманово не исклучува можноста за уште некое засилување. Можност за уште некое засилување има во родовите на Бреера, каде последно беше промовиран Јан Куаку, станува збор за 26 годишен напаѓач. Пролетната полусезона во првата лига започнува на 7 февруари со надпреварите од 17-тото кола во која Бреера Струмица дома ќе игра со екипата на Македонија Ѓорче Петров. Пелистер во Битола ќе го пречека Работнички, дербито ќе се игра во Тетово меѓу актуелниот шампион Шкендија и Струга Тремлум, а овие две екипи ќе играат и во четвртфиналето од Купот. Шкупи ќе игра против Тиквеш, Силекс во Кратово ќе биде домаќин на Башкими, а пак непоразениот есенски шампион Вардар на домашен терен ќе игра против дебитантот Арсими.